Па живееме никако, да ти кажам. До 7 саатот вечер нема ништо. После 7 саатот исто како Чернобил да гледаме. Од терасине. Сабајле до 8 саатот. После 8 ги гасат печките и снемува ништо. Значи, тоа се работи само преку ноќ. На терасите прозор не смееш да отвориш ниту еден прозор, ниту ништо не можеш да отвориш. Ако отвориш, имаш што да видиш на плочките, на прозорите, црнило. Она е отров. А за тоа никој не презема мерки, ниту надлежните, никој. Ни една институција. Се жалевме и водевме и секаде, секако. Две внучиња среќа што одат на тренинзи, одат спортуваат и така поретко се вртат дома. Иначе ноќите не се диши. Прозорот денеска избриши го, утре сабајле црвенило е. Ниеден прозор не е јасно, мислам како што треба. Не се диши. Верувате, јас сум одам на диализа, јас кој ќе доам, ја не можам да дишам кој ќе се. Со притисок паднав и не можам. Тоа да ви е јасно дека ова еднаш мора да се среди. Пора живеем од 70-та година овде. Стварно е ова катастрофа. Ја не можам да сватам човек кој што се кандидирал за пратеник, а го труе сопствениот народ. Тоа е срамота. Не е само за нас овдека, тоа е за цел град на Скопје. Цел град. Не е тоа само за нас. А гледам овдека малку луѓе се собрани, тоа е срамота. Кога веќе го спомна господата од фирмите, значи кога веќе инвестираат, спонзорираат клубови, се интересираат за спортот, тогаш сите знаеме дека сите спортисти треба да живеат во здрава и пријатна средина. Што значи, треба прво тој, кога веќе има пари да инвестира во спортот, нека инвестира, нека стави филтри и нека работи. Никој тоа не го брани. Мислам дека сите имаме право да живееме во здрава и чиста околина. Впрочем и пред 2 дена беше 22 април, ден на планета Земја. И да го испочитуваме тоа. Ова мислам дека е граѓанска иницијатива, железарска пред се, и сакам да им порачам на сите оние кои се кажуваат невладини организации во Македонија дека Скопје не го загадуваат автомобилите, не го загадуваат луѓето што се греат на дрва, не го загадуваат огновите батникарски. Ова лудило е само од железара. И ова мора да престане, затоа што имаме деца, имаме внуци, веќе го кажаа некој ми се чини, и затоа ќе се приклучиме на секој повик што ќе биде во функција на решавањето на овој проблем. Да најавиме дека нема да заврши ова денеска, дека колку повеќе ќе ни игнорираат, толку помасовни ќе бидеме и протестите ќе станат порадикални. Значи од тука нема да мрдаме. После 2 недели ќе има тука 2000 души, јас ви гарантирам дека луѓето ќе се соберат и дека ќе кажат стоп на ова лудило што се дешава. Ако мисли господинот Минчо дека може да направи болница и тука да не убива, после да не лечи, со тоа се излажал. Значи од сега па натаму, во наредните 2 недели ќе имаме подготовки, од тогаш па ако треба секој ден во друг период кога ќе може повеќе народ да се собере, од тука па натаму ќе биде све блокирано.